која е најнова технологија, нешто што е последен крик на технологијата кога е храната во прашање? Од матичните клетки, со одреден начин од гледување, вие може да му дадете правец кон што да се развива и да добиете од тие клетки. Мускулно ткиво, колаген, масно ткиво и така они сега почнаа да произведуваат месо. Во зелениот домат имаме гама-аминобутерна киселина која го намалува крвниот притисок, или затоа е здраво туршија да јадеме. Сега они значи ги имаат блокирано ензимите што учествуваат во нејзиното разложување. Така да сега она останува и во црвениот домат. Што на вистина е здраво да јадеме? Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и like. Оваа сезона еден од вас ќе има можност да се запознае со некој од своите омилени говорници, а исто така и да добие карта за една европска дестинација. Целта на предизвикот е да продолжиме да ги шириме хоризонтите и надвор од дигиталниот свет. Имам кратки прашања, ве молам дайте ми краток одговор. Пиперка ајварка или скопски јабучар? Скопски јабучар. Добра. Тежак избор. Да. Лабораторија или нива? Лабораторија. Добра. И слива, модра слива или passion fruit? Модра слива. Професорка Ивановска, што го врти светот? Па, бидејќи сум јас или од земјоделски факултет, ќе кажам храната. Без тоа не можеме. Никој не може без храна. И нормално парите. И за тој што произведува, треба да заработи од тоа. И за тој што троши на храна, треба да му е поевтино, нели? Да заштеди. Некако сите зборуваат за храна, се повеќе луѓето се интересираат за храна. Јас имав искрено желба да ве донесеме тука вие да зборувате за храна како една од професорите кои што научно се занимава со храната, со земјоделството, со развојот и конкретно со генетиката како еден сегмент од создавањето на храната. Што е ново? Која е најнова технологија, нешто што е последен крик на технологијата кога е храната во прашање? Вака би почнала сега, за сепак да им доближам на слушателите. Новите технологии може да ги разграничиме сега од аспект на производство, значи технологии што ќе ни го олеснат производството. И од аспект на што ќе произведуваме. Сега јас прво ќе почнам на производството. Тука помалку ќе се задржам и мислам дека тие термини се веќе блиски, ги разбираме. Значи, нови технологии оддамна почнаа да се применуваат. Знаете дека во Холандија, во Израел, во развиените земји, речиси цело земјоделско производство, особено градинарското, се одвива во контролирани услови, во стакленици. Со тоа што нормално нивните стакленици се последен збор на технологија, каде што со едно дугме се контролира се, од проветрување, засенчување, количина и квалитет на светлина, влажност на воздухот, стерилни услови и така натаму. Прво, контролираните услови, тоа е прво и основно. Начинот на наводнување, дури на отворено се применува нели систем капка по капка. Тоа беше револуционерно откритие пред многу години. Како некоја најнова техника, денес сите ја применуваме. Абсолютно. Дури и за цвеќињата на тераса. За дома, да, во ставаме, градина, нели? или во Значи, двор. тоа се технологии што некој ги измислил, ги размислувал како да биде, колку е потребно, се користи и за ѓубрење, значи во самата вода се става и ѓубрењето што треба за растенијата, нели тоа е фертиригација наречено. Сега, во поново време се оди на вертикално одгледување за да се заштеди на простор. Хидропоници, значи растенијата, коренчињата, да бидат во вода, во течност, во која се ставаат сите хранливи материи, но не и во почва, нели? Или аеропоници, каде што коренчето буквално виси во воздух, па со микроспреи се доставуваат потребните материи. Ваквиот начин одгледување исто така ги намалува можностите за појава на болести, на други проблеми, значи
Таа Употреба храна би од била пестициди? одгледувана без пестициди, нели? Значи дефинитивно е поздрав начин за добивање на поздрава храна. Се оди на доближување на градините, особено градините, да бидат поблиску до потрошувачите, значи на зградите горе се прават градини, во куќите се популаризира да декоративно личат тие растенија, па да може одма да си береме. Во разни компании имаат соби со кај што одгледуваат такви некои мини овошја, зеленчуци, да можат нели вработените да си наберат. Тоа се некои новитети кои што добиваат веќе на значење во реалност. Да, и се комерцијализираат Да, многу брзо. Тоа дефинитивно ќе дојде, бидејќи нели така можете да го наберете зрело, ќе ви биде и многу повкусно за јадење. Па ги спомнавте кога зборувавме претходно и оние апликации за проверка дали е здраво Така. растението, дека практично почнале на нива. Така, значи дигиталното земјоделство се повеќе чука на врата. Ние еве на факултетот отворивме и насока таква. Прв пат оваа година ќе почне студентите на дигитално земјоделство да студираат. Наоѓа примена во многу сегменти. Меѓутоа, од аспект на примена на овие технологии, кај нас, например, најдобар пример се фабриките што се отворија сега за одгледување на канабис. Тие се во комплетно контролирани услови. Со тоа што не се нили стакленици, него се цврста градба, каде што внатре од светлина до се е контролирано, буквално, и ако можат да вложат толку големи пари за одгледување на тоа растение, верувам дека утре одредени компании ќе се осмелат да вложат. Навистина треба сериозна инвестиција за да се направи едно вакво контролирано производство, ама па и парите што ќе дојдат ќе бидат сериозни затоа што знаеме Нема како ризик, се движат цела година цените. има, Цела година ќе произведува и не се мали цените на тие плодови зеленчуци. Значи, целата наука во последно време е насочена на подобрување на сортите, значи, за да бидат поотпорни на високи температури. Меѓутоа и на други услови. Да речеме, огромни површини во светот се засолени, почвите се засолени, не може да се одгледуваат земјоделски култури. Значи, сега почнуваат научниците да одат на тоа да создаваат сорти што можат да ги толерираат тие услови. Замислете сега тие површини, што до сега за ништо не можеле да се користат, да ги користиме за земјоделство. Пред тоа не се е одело на тоа да се создаде подобра Со класична сорта? селекција да, пробува, но тоа така е многу тешко. Прво тоа, а втора, науката напредува секојдневно. Значи, информациите ние што ги имаме денес, некои од тие информации не беа достапни пред 50 години. Апсолутно. Например, како растението се справува со стрес. Сега они знаат како се справува со стрес, кои ензими, хормони се лачат во растението и можат да насочат некои такви гени да се лачат нели кај него и он лесно да се справи со стресот, што го одгледуваме на суша или на солени почви. Да. Значи, повеќе фактори се потребни нели за некои технолошки иновации. Знаењето е прв фактор. Апсолутно. Дата база на знаење од претходни експерименти. А интересно е исто тоа што се случува во делот, еве, тука зборуваме за напредокот што се случува во лабораторија правење на нови сорти. Да. И тоа во голем дел е тоа што вие го истражувате. Да, селекција, да. Селекцијата и она што се работи на нива и она што се работи на други начини, меѓутоа и во лаборатории создадени сорти и така натаму. Тука има многу голема експанзија во науката во последно време. Какви типови на сорти се создаваат? Што е нешто најинтересно како пример да го дадеме, чисто да илустрираме Накусто, што да. прават луѓето? Немаме многу време. Не, имаме. Значи, дури и со класичната селекција, затоа спомнав јас сега кои проблеми ги има во земјоделството, па кон што се насочени тие сорти? Да бидат отпорни на болести, отпорни на надворешни услови, да имаат подобар принос, породни, да бидат со подобар квалитет за исхрана или за добиточна храна, нели? Секогаш селекционерите се водат од тоа. Методите што ги користат, би ги поделила вака, така и сегде во свет нели поделени. Класична селекција, која пред се предвидува вкрстување или хибридизација за создавање на нова сорта, мутацијски техники, вештачки, значи да предизвикаме мутации, промени во гените на растението, тоа е се нешто што би можело еве и надвор во природата се случи.
И Ние се оваа плашиме од новата тоа се случува и во природата. оваа новата селекција, молекуларна селекција, нели биотехнолошка, како и да ја наречеме, генерално базира на техники што се одвиваат во лабораторија. Секогаш на крај финалните растенија пак мора да се тестираат на поле, нели? Но целата наука во овој случај и одгледувањето се случуваат во лабораторија. Една од првите техники што започнаа да се применуваат така беше култура на ткиво. Каде што од една клетка од растение ќе земете и ќе одгледате цело растение ново. Тоа е можно само кај растенијата. Тука да направиме подолба. Кај животните, кај човекот, од една клетка вие не можете да биете нов организам. Од било која клетка. Кај растенијата може од било која. Сега, меѓутоа, одамна се знае дека од матичните клетки може да се добие нов организам, бидејќи они ја имаат задржано целата потентност да се развијат во различни клетки. Дури кај животните и кај луѓето. Да. Ако земете од кожата клетка и ја ставите на хранлива подлога во вештачки услови, нели? Ќе ви даде кожа, само ткиво од кожа. Добре. Додека ако земете од било кој дел од растението клетка, таа ќе ви даде ново растение, комплетно. Меѓутоа, од матичните клетки, затоа и се чуваат сега, нели, матични клетки, тие имаат задржано потентноста, со одреден начин од гледување вие може да му дадете правец кон што да се развива и да добиете од тие клетки мускулно ткиво, колаген, масно ткиво. И така они сега почнаа да произведуваат месо. Да, тоа е нешто што го преку култура на ткиво. Да. Значи, таа техника е, ќе се вратиме, нели, подоцна на тоа. Таа техника е измислена многу одамна. Се користи пред се за растенија, се работи во стерилни услови. Во тоа време беше многу скапа опремата, денес воопшто не е скапа опремата. Може за тоа да си го дозволи секој. Растенија. Да почне да произведува, нели, преку култура на ткиво, особено саден материјал, безвирусен саден материјал, кај овошните култури, за да му продадете утре на фармерот садници без вирус. Заради тоа што и да е болно растението, има еден дел кај што вирус никогаш нема. Они од тие клетки зимаат и одгледуваат нови растенија. Тоа беше првиот пробив на некакви такви современи генетски методи. Потоа дојде на ред генетскиот инженеринг, односно генетски модификации. Тоа сите знаеме дека беше спорна тема, дека најден отпор кај јавноста, иако ден денеска наидува и се уште за некои работи. Иако научниците се стварно имаа најдобра намера да создадат позитивни култури, никој не правеше нели нешто лошо. И гледајки кои беа проблемите, зашто се бунеше јавноста, науката се посвети на тоа да ги надмине во самите техники тие проблеми. Прво јавноста се бунеше зашто се користат маркер гени за отпорност на антибиотици. Они си најдоа нови техники кај што не им требаат маркер гени. Ги сврлија. Потоа се бунеа зашто се користат бактерии или вируси како преносители на гените или како извор на гени, што воопшто во суштина не смета, ама ете, добро се бунеа. Сега они, например, користат гени од растенија. Да речеме, зимаат ген од сончоглед за отпорност на суша и го внесуваат во пченка. Што има тука страшно? Пченка која што е отпорна на суша. Тука нели нема ништо страшно. Потоа. Не ми звучи дека има. А дали може ако се спојат така две растенија да знае лицето, да кажем, ако има алергија на некое растение? Тоа беше една од грижите. Тоа секогаш кога тој производ се продава, да речам, нели, кога се регистрира таа сорта која ќе се одобри за одгледување, треба да пишува внатре од кај и како што содржи, но генерално сончогледот не е некоја култура нели што предизвикува алергија, а особено што алергија може да предизвика некои од протеините што ги создава сончогледот, да речам што оди во семето за вкус и така. Да. А овде се сосема они внеле ген за сосема други ензими, хормони, да речем, кои што му помагаат на растението да се справи со стресот. Да. Значи, крајниот производ не се разликува.
или за отпорност на болести исто. Потоа се бунеа дека техниките не им се доволно прецизни на внесување на тие гени. Тука мислам дека најмногу напредна се измислија нови техники, меѓу кои... Сега во Британија precision breeding, односно да. прецизно вкрстување ги така, викаат. заради тие техники. Значи, од нив до сега најпромовирани, најдобро испитани се CRISPR и Talent, така ги викаат техниките, кои што, буквално како ножици, вие може да му дадете кај да го пресече ДНК, хромозомот, генот, што иде, кај да пресече, за да може тој ген да се измени или па да се внесе друг ген. И автоматски побрзо оди процесот, предвидливо е што ќе се добие, нели? Немаме она празни чекори во непредвидени работи што сме ги добиле, па треба ги сфрлиме, да селектираме. Ова е точно и прецизно. А на нива може да е. А во лабораторија сето тоа се прави, вие кога ќе го создадете тоа растение више на крај и ќе го истестирате, тогаш го пуштате на нива. Точно поради таа прецизност во Велика Британија го воведува терминот прецизна селекција. Сватија научниците дека одредени генетски промени може да направат со промена на сопствените гени на тоа растение. Значи да не внесуваат тој ген. Тоа е тоа што би можело во природата да се случи како мутација по природен пат, нели? Ова е, мислам, има една сорта во Јапонија, вие што сте ми ја дали како пример некој домат. Да, за доматот. Каде што тестираат таква нешто. Тоа е добиен со таа нова техника, нели? Каде што негов ген е уствари променет. Нели, тоа беше дека во зелениот домат имаме, се создава гама аминобутерна киселина која го намалува крвниот притисок. Нели, затоа е здраво туршија да јадеме. Да, затоа се опуштени сите после туршија. И 2-3 ракички. Меѓутоа, во црвениот, таа после се разложува и ја нема во црвениот. Сега, они, значи, ги имаат блокирано ензимите што учествуваат во нејзиното разложување. Така да сега она останува и во црвениот домат. Таа храна за нас е многу поздрава храна. Потоа, не знам, компири или јаболки да не потемнуваат. Ензимите што учествуваат во тој процес на потемнување ги имаат блокирано, да не се создаваат. И сега, нели, вие можете се бајле да исечете јаболката на кришки, на парчиња, во кесичка, да му ја дадете на детето да си носи дома на училиште доручек, здрав доручек. Јаболкото не ја потемни. Или рестораните, уште се бајле да си направат помфрит, што год да им треба, нели, за полесно да работат. На таков сличен начин има многу култури променети. Од аспект на аминокиселинскиот состав, состав на масните киселини. Значи да имаат повеќе корисни масни киселини, помалце штетни масни киселини, кај маслодајните, кај канола, соја, да речеме, кај компирот одат наменување на скробот, да содржи поголема количина на скроб и скробот да биде изграден од покорисна состојка, дури и до... Се тоа се тестира, не е уште нешто кај нас дојдено чисто. Не, кај нас нема дојдено. Дури компирите нигде ги нема, они ги одобрија. Да. Меѓутоа никој не се нафаќа да ги произведува поради отпорот на јавноста, пошто знаа дека нема на кого да има да му го продадат производот, што е навистина штета бидејќи тоа е здрав производ. Тие се сорта инеит каде што нема внесено тој ген. Има само внесено ген од див компир, нешто што се користи во класичната селекција со векови. Се користат, нели, диви растенија да се вкрстат за да се добие нешто. За да му даде отпорност, да. Промена на составот на протеините да е обогатено со витамини, минерали, златниот ориз збогатен со бета-каротен, кој е, нели, провитамин А, треба да на крај да се претвори во витамин А во нашето тело. Значи, овие нови технологии и нови сорти се повеќе се сега насочени кон подобрен квалитет. Тоа ми е прашањето, еве кажавме еден кој што го намалува крвниот притисок, подобрен, да кажеме, повеќе добри масти, понатаму, не знам, друг пример беше ова со повеќе А витамин. Дали е возможно, да кажеме, понатаму во делот на медицината да се користат за одредени
да кажеме, ако не ги јадат сите луѓе, меѓутоа луѓе кои што имаат дијабет, може би имаат потреба од одредени плодови, сакаат да ги јадат, да можат да ги јадат. Луѓе кои што имаат недостаток на витамин, да може да ги внесат на оваков начин, или кои што имаат потреба од намалување на крвниот притисок, да знаат дека повеќе би јаделе некој таков домат Токму затоа они го почнаа, нели, тој процес, затоа и го бидејќи на крај почнаа. некако се ќе си почна со храната, па оди во медицина, така ми личи. Исто гледав во кај New Genomic Technologies дека се тестира во делот на гените кои што создаваат канцер, Да. како да може таму нешто да се смени за да немаме или да се излечи ракот како таков. Најголемите научни истражувања одат токму во тој правец во медицината, бидејќи за било што да правите истражување ви требаат пари, а парите секогаш доаѓаат од фармацевските компании, тоа се дефинитивно најбогатите компании во светот, нели? Значи, прво огромен број на лекови се произведуваат веќе во растенија. И тоа се вика molecular farming, нели, каде што се одгледува тоа растение специјално за на крај да, или дури не мора во растенија, во биореактори. Ама таму да речем во бактерии оди. Али бидејќи се бунат, нели, луѓето, што е многу почисто така, сега ги внесуваат тие гени во растенија, тие да го создаваат лекот. Значи вака, има лекови кои што представуваат исто е пример, генска така? терапија. Така, генска терапија што значи дека на тој човек тој ген не му создава некаков хормон, како што е, да речеме, инсулинот. И човекот затоа мора вештачки да го внесува тој хормон со инекција. Да. Се повеќе болести што во последно време се открија така дека се предизвикани од дефектен ген што не произведува нешто. Сега се оди со производство на лекови кои што се такви генски терапии. Тие лекови се тоа што би требало генот да го создава или природно во човекот. И тие може да се произведуваат во растенија. Масовно се оди на тоа, витамини се произведуваат различни исто во растенија. Значи, техниките се усовршуваат само со таа цел за да создадеме ние денес нови сорти кои што ќе ни бидат погодни прво за одгледување во контролирани услови, со да имаат и подобар квалитет и да бидат породни и за отворено. Исто така. Да. Сега кај овошките, например, се оди на сорти што имаат помали крошни, па имаме погуста погуст насад, нели? Во разни сегменти имаме некои новитети. Да се вратам сега на месото. Нели? Месото, јас многу сакам да зборуваме за тоа, затоа што е нешто кое што сме како вау, имаше две работи зашто ќе се користи. Ќе се трнеме од медицината, нели ќе дојдеме, ќе се вратиме на месото. Да. Сакав само една поента во насока на колку е продолжен животниот век благодарение на сите нови технологии во медицината. Ние многу често се плашиме од нови технологии, ама многу често спасуваат и животи таму каде што претходно немало можност таква нешто се направи, па така гледаме луѓе кои што се сосема витални и супер, надминале некоја тешка болест, која што може би пред 10 години, 15 години би била терминална болест. Така што многу и генетски болести може би денеска се излечиви за разлика од времето кога некој друг во фамилијата е имал, така што тоа е еден интересен пристап. И сега во делот кај месото, дали може би во иднина нема да се произведува месо на начинот на кој што се произведува денес. Дали може би во иднина нема да биде потребна голема фарма за да се произведе месо? Значи вака, тие нови технологии ние секогаш многу лесно ги прифаќаме кога се работи за медицина, пошто знаеме дека ќе не излечи. Така е. Кога се работи за храна, некогаш ние си ги добиваме бенефитите од тие нови технологии, а не сме ни свесни дека преку нови технологии сме ги добиле, нели? Но за жал, значи, јас пред се работам на заштита на биодиверзитетот, за чувување на локалните сорти, нели, кариерата на тоа ја посветив. Автохтоните македонските сорти. Стопати кажувам дека тие сорти светот не можат да го исхранат. Можат да во рурални области, каде што секој си има дворче, да си стави, нели, ама ние што пазариме во големите маркети, таму такви храни не доаѓаат и не може да го исхранат, не знам, еден многу милионски град. Како?
Значи, овие кај храната е многу дискутабилно прво што е здраво, што е лошо. Најмногу тука можеби би требало да се разговара за вкусовите. Тоа преска што го кажав. А вкусот зависи дали ќе биде набрано сега или не, нели? Ќе се појави фама, леле, аронија е здрава или не знам што. И сите ќе даваат огромни пари за тоа. Истиот производ го имаат во форма нели на слива, модра слива или на нешто друго што е кај нас. Сега мудрата слива е исто здрава како аронијата, ама ова е фенси и знаеме од каде доаѓа. Бидејќи нели ова е нешто ново. Секогаш се препорачува да јадеме локално. Значи тоа што се одгледува тука локално, бидејќи нашиот организам и нашиот геном историски е научен на таква храна, може да ја разработи таа храна. При купување на нови продукти, кои што прв пат да речеме ги јадеме, ние прво не сме сигурни како ќе реагираме на тоа, што ако сме алергични на тој производ. Затоа и секогаш би требало помногу малку прв пат да се пробува одредена храна, нели сега со овие овошјава што доаѓаат тропски, например. Passion fruit, dragon fruit. Си имаме кај нас овошје убаво, прекрасно, нели, кој што се произведува од наши фармери, ајде да ги поддржиме малку. Да. Тоа е едно. Меѓутоа, тие нови технологии нема да се опрат. Затоа сакам да го дадам примерот кај месото. Тоа вештачко месо, не е тоа вештачко воопшто, него се е прифатен терминот културирано, одгледувано месо. Каде што се почнува, нели, реков, од една клетка или од неколку клетки од ткиво, насочено кон што да создава, колку мускулно ткиво, колку масно ткиво, нели, за да има сепак некој вкус, може чисто да биде мускулно, само протеини. И се одгледува вештачки, значи во лабораторија, му се става хранлива подлога, им се става на клетките, се што треба, се насочуваат тие да почнат да се делат, се создава ткиво. Голем дел од овие испитувања се се уште во почетна фаза, така што да речеме на почетокот кога го почна тој процес, кило месо можеше да кошта 100.000 евра, ако рачунаме колку вложиле, нели, во тие лаборатории и така натаму. Денес се веќе дојдени до 8 евра по килограм. Значи, одамна се започна... Што значи ќе биде за некое време достапно и за така. Пред некои 10 години се започна и повеќе можеби со такви истражувања, научни, поинтензивно. Во 2020 година, да речеме, во Израел се отвори една таква пилот фабрика за производство на говедско месо, такво говедско. Значи, почетните клетки се зимаат од животни, со биопсија. Се вадат неколку клетки. И понатаму тие се одгледуваат во стерилни услови во лабораторија. Со дури тест ресторан имаше, за да пробаат луѓето, нели, да видат како им се допаѓа и така, и добри беа критиките. Сингапур е дефинитивно првата земја што комерцијално ги призна. Од две фирми, едната австралиска фирма која одгледува такво месо од потполошка и холандска фирма за свински кобасици. Значи, тие беа одобрени, нели, за да влезат на нивниот пазар 2020. 2023 година во Америка се одобри пилешко такво месо и веќе сега во 2024 иако кај нив најпрво беа доставени барања во ЕУ, ама затоа што има многу вегани. ЕУ таква како што си е спора во својата администрација, па да провериме ваму таму, нели, каснеја и сега конечно во април 2024 година доделија дозвола на една холандска фирма. Холанѓаните се секогаш први во се. Ние би требало да се угледуваме на нив. Сите би требало. Сите технолошки новитети веднаш уште кога се во научна фаза ќе снимат што, каде, како, а и ние да почнеме да го работиме ова, уложуваат пари за тоа и го доведуваат во реалност. Кај нив, например, има обратен проблем. Они имаат хиперпродукција од се. Нив владата им вика помалку да произведуваат. Сварно? А не повеќе. Да, бидејќи сегде име со технолошки иновации се, нели? Да, дека се ограничува некогаш. Хиперпродукција. Значи, месото на тој начин
Дефинитивно мислам дека ќе влезе. Ќе работат они се уште на усовршување на не само на вкусот, веројатно на структурата за ако го ставиме вака како парче во тањер да ни личи убаво, нели? Ке поевтини, од кој аспект? Пред се знае дека фармите се едни од поголемите загадувачи на земјината топка и предизвикувачи на загревање и така натаму. Второ, знаете колку луѓе се загрижени со добросостојбата на животните. И мене лично ми е жал да гледам, нели, животно кога го колат. Да. Вака, во месара не помислувам на тоа. Така е. Но сепак. Втора работа што тоа ќе биде извор на протеини. Да. Да не се лажеме. На човечкиот Тоа е организам безбедност на храна. му требаат витамини, минерали, се. Ама, протеините се основната човекова храна, без која тој не може. И која најчесто ја има во месото. Најчесто. Тоа е добра комбинација за оние особено луѓе кои што можеби така и ќе почне кај луѓето кои што се вегани да на некој начин ги добијат тие протеини без при тоа да Да, можеби тогаш тие повредат. нема да бидат вегани, нели? И сега дали тоа точно ќе се обележи луѓето да знаат како дошло? Да, секогаш. Начинот на производот. Меѓутоа, видете, ако нема Во отпор случај за промоција. кај народот, ако нема отпор, они со волкави букви ќе обележат дека тоа е такво место, нели? Мислам, се е до нас, како ние тоа ќе го прифатиме. Една од другите храни, новитетни храни, што се воведуваат исто на голема врата, се инсектите. Значи, за Леле, разлика од се азијските гледавме земји, за каде тоа. што се сметат за деликатеси, се јадат одамна, ние кај нас тоа не го И применуваме. мене ми е уште. Ете нема така, шанси. нели, отпорот кај луѓето. Да. Меѓутоа, тука исто, меѓу првите пак почнаа холанѓаните. Да, со гледа. неколку типа на инсекти, а има утврдено, детерминирано преку 2000 видови на јадливи инсекти. Значи, тука нас ни е огромни ни се ресурсите од каде би можеле да црпиме протеини. Да, мора И- да се размислува веројатно и во Како таа не? насока. Инсектите прво ги одгледувате на многу мал простор, без скоро никакви услови. Вложувањата ви се многу мали за да добиете, нели, сериозна количина на крај. Циклусот нивен трае брзо, они брзо се размножуваат. Значи, за да се надмине оној дел, да не ги гледам јас скакулците или ларвите што иде, они ќе одат на брашно. На брашно. Да, знам, го слушнав ова. Веќе има такво, нели, одобрени се во 3 вида во Холандија 2023, во Швајцарија уште во 2017. Во Сингапур исто беше, мислам, 2020, 16 вида се одобрени за храна. Потоа, например, тука да спомнеме габите, тоа е едно огромно царство и извор на храна. Во Да, габи, значи, и влегуваат и протеини. печурки, нели, мувли, квасци, во тие фунги. Значи, што ви кажам, тука има печурки за кои ние никогаш не сме ни слушнале, Така. што богати со Квасецот го протеини, користиме. што може да се одгледуваат. Па алгите тоа е веќе исто и тоа влегува Сингапур многу. многу со алгите имаат како подводни ниви, нешто Многу. така Епа, прават. Значи, сега моментално најпопуларно во светот што се промовира е таа плава економија, аквакултура. Значи, во морињата и морето. океаните, во заграден простор, да се одгледуваат уствари морски плодови, за да се спречи на тој начин неконтролираниот улов што се случува во водите, а кој што драстично, например, го намалуваат бројот од одредени организми, тоа што се лови, и придонесува за пореметување на рамнотежата на целиот екосистем. Пак тука зборуваме и многу и за Азија, каде што на вистина има многу луѓе што треба да се нахранат. И во Како целиот не? свет има многу. Кај нас немаме толку многу, па можеме нели да зборуваме и за други работи. Ама Затоа викам кај нас е полесно, дворче ќе си направи дворче. секој. И Или на комшиите ќе тераса, јадат. ќе стам 3 сакси домати, ама тоа не е така во другите земји, мислам. Сега Холандија цело време ја зборуваме и сакам како некој прелаз од новото и старото, затоа што тие ги прават успешно двете. Многу вложуваат во безбедност на храна, во поглед на тоа да ги имаат сите сорти кај нив и тоа ќе ги качи на едно ниво. Они од секогаш биле
високо котирале да. во однос на извоз на храна, производство на храна и слично. Во случајов имаат, покрај тоа што сите новитети ги прифаќаат, работат и на онаа најголемата банка или една од најголемите банки на семиња е таму, каде што има автохтони сорти на семиња, па вклучително и македонските. И мислам дека вие сте имали комуникација, нешто ми кажавте Да. со таа банка каде што сме праќале наши семиња и сорти. Значи вака, тие локални сорти, кои што нели самото население, земјоделците не ги купуваат како комерцијални сорти, туку си ги одржуваат секоја година истото семе, си го чува од истата сорта. Тие се адаптирани на условите, бидејќи тој човек секоја година истата таа сорта, и тоа така со векови може да биде, како што е тетовскиот граб, го одгледува на неговата површина, од дедо му, баба му. И сега тие се адаптирани на надворешните услови. Тоа значи дека тие сорти воедно го имаат задржано и вкусот. Се многу добар извор на гени за создавање на нови сорти. Затоа што веќе се адаптирале повеќе пати. Сега, до сега со онаа класична селекција, бидејќи во Холандија има многу компании кои што се бават со создавање на нови сорти. Нивниот најголем извозен продукт е тоа, уствари. Они одгледуваат, нели, ама не за да ги продадат доматите, не го одгледуваат за да добијат семе и го продаваат семето. Парите се таму. Значи, они тие таквите класични селекционери ги исцрпеле веќе сите извори од кај да црпат разновидност, гени, и диви видови се користеле за вкрстување, и различни сорти, немаат више од каде, и сега веќе со години наназад масовно се посветуваат секаде во свет, не само они, во сите развиени земји имаат ген банки, масовно се посветуваат на користење на такви стари локални сорти. Значи, прво тие треба да се соберат, да се стави семето во ген банка, па за да после можат селекционерите да си ги посеат, да ги оценат, да видат, може би овде имаме некој ген за отпорност на суша, ај сега ние ова ќе го вкрстиме со добра комерцијална сорта, за да го внесеме тој ген таму, по пат на класична селекција зборам, нели? Да, како што се прави на нива, како што се правела или во природа. И сега, нели, тие добиваат назначење се повеќе и повеќе, и ако пак ја речам, значи, веќе неколку децении, првото такво колекционирање во овие простори Македонија, Југославија, Србија сегашна, се случувале во 70-тите години, 69-та до 71 година, кога тогаш тоа колекционирање го финансирале американците, например. И во случајот сега ние, јас и колешката, одиме по селата, значи преку 500 села имаме поминато, разговараме со луѓето, се распрашуваме кој одгледува, нели, такви стари локални сорти, ги земаме помалку семе и колку имаме време, минатите 2 години имавме посеано пиперки, одушевени бевме од разновидноста, такво нешто нема во светот. Оваа година имаме поставено, речи си 450, некој не никна, ајде нека се 350 примероци од локалните сорти граф. Значи, пиперче, графче. Да. Па тука ни е многу голем диверзитетот и тоа е интересно за нас за да го цениме. Да. И сметам дека преку тие култури може многу подобро да се промовираме во светот. Интересно ми беше, рековте, везена пиперка нема никаде освен во Македонија? Да. Значи, една еве таква уникатна е везената пиперка, која што се користи само кај нас, се негува тука во Македонија. Имаме најразлични форми. Не само на лута црвена? Така, значи се што може да се замисли, феверона, гамбичка, долга, кратка, дебела, тенка пиперка, имаме везени форми од тие пиперки. Нормално во Скопје ретко тоа не може да се најде, ама по селата ги има. Уникатен вкус, неиспитувана вака да речам, нели, хемиски, кој знае што, или геномски неиспитана, можеби некои чудни гени има внатре. Ќе видиме. Ќе то знаеме од како ќе ги изедеме сите 400. Меѓутоа, исто кај гравот.
Значи, ние објавивме една таква книга со фотографии од нашата колекција и таму имаше преку 550 фотографии од зрна кои што се разликуваат по боја, шара, големина, да речем и така. Значи, ако тргнете така по селата, луѓето си одгледуваат на различни форми на граф. Тоа сакав да кажам, како ги дознавате, ви кажуваат, ово има друга. Од куќа на куќа, малце тешко, нели, ама ете, до сега почнавме да собираме во 2014, 10 години, значи до сега. Имаме една колекција од преку 8.000 примероци од различни култури. Значи, ние не собираме само тоа, го прашуваме човекот што се старо има. Некогаш луѓето се пресрикни што не гледаат, бидејќи им е жал нешто што им е оставено, нели, од прадедо, да немаат на кого да го остават. Бидејќи кај нас реалноста е дека децата си одат надвор. Децата си одат, да. А вака вие ќе ги зачувате, па некој ќе се заинтересира. Па барем нешто. Ние, значи, праќаме копии од тие примероци на чување во Холандија, бидејќи тоа е сериозно скапа процедура, затоа си е потребна посебна институција, многу вработени, огромен буџет. Македонија тоа го нема и генерално да имаме, например, ние селекцијски куки, да, во тој случај би го чувале тука, пошто тие би биле заинтересирани да го користат. Ама ние немаме селекционери овде. Па немаме, зашто земјоделство ние гледаме многу... Се е на пониско ниво, да, не може да се работи наука без никаков буџет. Точно, се слагам, меѓутоа и не се запишуваат веројатно студенти кај вас, затоа што сликата за тоа што е земјоделство во Македонија и во Холандија е комплетно различна. Кај нас замислуваме некој кој што е тешко му е со пари, не може да продаде, не може да заработи. Постојано на вестите, на телевизиите гледаме земјоделци кои се мачат и младите си одат, се жалат дека нема пари. Тоа не е лесна работа, меѓутоа никој не размислува дека земјоделството може да се работи како наука. Баш го дискутиравме на видео кај што излезе еден млад човек во некој магазин, произведува во вода марули со многу мал трошок, се реобновува и хидропоници, нели, како можност. Краток циклус марулата за часки ви порасне. Па и тој тоа го кажуваше, веднаш расте, се сече, се продава и цела година јас си правам марула и тоа беше споделено на сите социјални медиуми, сите го гледа, додека од друга страна кај нас, наместо да гледаме такви примери повеќе, сега ова беше еден од многу, или примери за банки, или за наука во храна, што може да се случи, што е напредокот, заштита на нашите сорти, убавината на сите тие везени пиперки, ние го гледаме, нели, само има ли земјоделци кои што добро живеат и има ли зошто младите да се запишат на земјоделие? Тоа ми е прашањето во однос, например, еве на Македонија. Не само земјоделие, земјоделство, туку и во делот на правење на фабрики, различни сорти, семиња, чување. За жал, кај нас синоним за земјоделство е, нели, кога ќе помислите така слика на човек, испотен, наведнат, копа, што е далеку од сликата на денешното земјоделство. Далеко од вистина. Значи, на запад тоа е фармер на најнов тип на трактор, комбајн што иде во лабораторија, во последен збор на техника штала, да речеме, нели, за одгледување не е ни штала, таму веќе не ги ни одгледуваат во штали, него се пуштени надвор на пасење. Па имаше и трактор кој што поише повеќе од некоја скапа кола. Така, значи тоа се сериозни вложувања. Јас секогаш велам дека за да се добие профит во земјоделството, мора да се оди на поголема површина. Ако мислат луѓето дека ќе добијат профит од градинчето, нели, дома што го имаат, може да добијат некои екстра пари како дополна на домашниот буџет. Меѓутоа, ако он размислува, нели, бизнис ориентед, тогаш он мора да вложи сериозни пари и да го направи тоа на поголема површина. Кај нас дури до таа мера имал некои луѓе што не знаат, не се обучени, а за жал многу малку од нив користат совети од науката. И ќе кажат, сакам да направам, не знам колку хектари оранжерии.
оранжериите некако не ги броиме баш во хектари. Оти таму производството е интензивно и на мал простор се добива многу, нели? Да. Хектарите се за поледелските култури, за овошните, да речем. Значи, прво мора да сватат дека мораат да вложат многу. Младите, исто така, би ги мотивирала да дојдат да се запишуваат на земјоделски, бидејќи ние им ги кажуваме сите новитети. До нив е понатаму, они да си отворат, да си следат, еве и дури од кога ќе завршат факултет, да следат што е ново во светот, па да реши он да отвори некоја таква компанија, таква оранжерија, да започне Ама и со производство. семињата е класична трговија, зошто да не? Што и да е, но едни од најбогатите фирми во светот се компании кои што произведуваат еве сорти или тргуваат со земјоделски материјали, со семиња, со хемикали што се користат во земјоделството, нели така. Значи, дури да немаат пари и да одат надвор, пошто верувам дека на голем дел од нив тоа им е крајната цел. Земјоделскиот факултет е секаде признат и добро проаѓа и веднаш ќе најдат работа. На запад, за млади со завршен земјоделски факултет, веднаш ќе најдат работа. И не е секој за канцеларија, не е секој за компјутер, некој е за нива и ќе му биде убаво, особено ако добро заработува, може да си помине баш убаво. Вие кога ви се јавувам, секогаш ми викате, еве се враќам од нива. А сте професор универзитетски кој што работи и таму и таму. Ама верувајте дека јас на нива кога ќе отидам и ќе се раздвижам и сум на отворен простор, дишам нормално воздух. Јас лично ми е многу побаво кога ќе поминам 10 сати на нива, ако се тешки тие 10 сати сум наведната, отколку 10 сати пред компјутер. Мислам да ви кажам што се ме боли пред компјутер. Мислам, и тоа прво, второ, компјутерите имаат некаква цел, сите тие создаваат нешто, нели, за да му користи на човекот. Јас преска кажав, они продуцираат еден куп фотографии, компјутерите и апаратите. Да. Ама пак е научникот тој што треба да седне, после и да рече ова е таа болест, да се внесе тоа. Ова е таа болест, нели, за да го наполнат програмот. Точно. Без луѓе, без човечко знаење не може. Така, и тоа секоја си е засебно знаење, ни требаат многу такви научници за да го нахранат компјутерот. И тоа се случува, гледаме со машинското учење, со вештачката интелигенција, односно се повеќе е потребно некој да го храни тој систем. Не дека во иднина нема да замени дел од професиите, ама некои работи и не се заменливе, нешто ќе олесни. Ќе ги олесни, нормално. А може би кај нас, кај што немаме земјоделци, може би ќе ни помогне и во делот на побрзо производство да не останеме па без храна. Се оди на роботика, значи не за џабе сите процеси што може да се механизираат, нели? Берачи на јагоди, за да не дојдат. Оти најголемиот проблем не само кај нас, него сегде во светот, во развиените земји генерално, се луѓе, нема луѓе. Нема работници, во принцип, тешко се наоѓаат. Затоа се оди на механизирано. Една од културите, например, што беше создадена со овие нови техники, нови геномски техники, е папуда, тоа е култура така прилично слична на граф кај нас, ја има се уште во Струмичко, која не созрева истовремено и растенијата се од доле, одма почнуваат да се гранат и е тешко за механизирано собирање. Бидејќи рачно, затоа и се одгледува само во некои, да речеме, афрички земји, исклучиво отпорна суша. Сега они создадоа сорта која е погодна за механизирано. Истовремено созрева, има поинаков изглед растението и отпорна на суша. Отпорна плюс, значи таа сорта сигурно масовно ќе влегува сега во производство на поголеми површини, нели? Можете вие култура што воопшто не била претходно интересна за одгледување, сега да ја популаризирате. Така е, еве македонскиот јабучар да го има и на други места, зашто кај да одат нашите се жалат дека нема добар домат. Се шегувам, ама може и да дојдат тука да си јадат, секогаш е тоа најдобро. Транспорт, да, има тенга кожичка. Може ако во зграда го одгледуваме кај што живееме, да си има некое семе кое што ќе може, нели, да и го пратам во Австралија на тетка ми да си го одгледа до себе. Да. Сегде во светот тоа масовно станува популарно да си прават така мини градини и да си го тој тип на, па ќе речем, зеленчук што е за свежа употреба. Генерално така салатите и доматот. Пиперката ретко се користи во светот, многу ретко. Тоа најмногу кај нас се користи за салата, за готвење, за се во
светот ретко. Не знаат. Ке научат. Да, салати, они имаат, видете, една од новите техники исто што беше со оние микрогринс, нели, мали салати, мини салати. Значи тие може да се добиваат од многу различни култури. Ги поставувате во послужавници, тие никнат, кога се ептен млади се сечат, нели, и гледате која цена има, огромна цена. Меѓутоа, Ама и оние, знам сега еве за пипирката дека не е популарна, веќе гледам, нели, цело време и инфлуенсериве отидоа во насока да бараат нови работи кои што ќе заменат нешто. И сега гледам пипирката ја мачкаат, не знам, со хумус или со нешто, бидејќи нема калории, е здрава, има витамини и ја комбинираат со нешто друго наместо грицка, например. Што е супер, како концепт и супер можност нешто наше да се извезе надвор. Пиперката има пред се С витамин многу. С витамин секако, да не нели, се мислам, заборави. Здрава. Може и да се суши, и како сушена да се продава, да се претвори во грицки, има други начини. Да. Како, еве и тие, например, сега ги спомнав веќе, се појавија секакви инфлуенсери, секој веќе дава совети за храна, нели се појавуваат многу продавници за здрава исхрана, дури на една фокус група која што ја работевме, имаше одговор како се информирате за храната што ја јадете преку леток од продавница за здрава храна. Тоа е промо материјал, без разлика што таа се вика за здрава храна, е промо материјал на таа продавница. Тоа што донела, тоа ви го рекламира како најздраво. Меѓутоа, јас, бидејќи вие сте професор кој што научно гледа на работите, што на вистина е здраво да јадеме? Што е она кое што може да го јадеме многу? Дали се тоа тие такви тропиковошја или некои сорти кои што не сме ги пробале, или пак е нешто друго? Како да знам за некоја храна дека е безбедно многу да ја јадам? Прво и основно треба да се јадат локални производи, пак ќе кажам, колку е можно, барем ние тука во Македонија имаме можност тоа да го насочиме да биде така, нели? Не живееме во Њујорк, таму од кај ќе купиме локална храна. Значи, ако знам дека таму во населбата некој тоа го одледува, тука дека му е свежо набрано дентан или луѓето си имаат познати по малите места, па си купуваат од таму свежо заклано, теле или месо некакво, нели. Ја вака би рекла, дека сите треба да јадеме тоа што нас ни се допаѓа. Прво и основно. Храната, не е целта на храната само да биде она здрава, целта е мене да ме направи среќна што јас јадам тоа. Значи, ја јадам благо, еве, знам дека не е здраво, ама јадам благо. Ама малку. Бидејќи сум многу среќна после тоа. Значи, да не се оптеретуваат луѓето баш до таа мера со тоа што е здраво, што не е здраво, па поготово не на тие медиумите, каде што си се рекламираат еден куп фирми, нели? Нормално дека еве, ако е органско, е поздраво, бидејќи шансите да содржи некој пестицид или нешто такво, се помали. И другата храна може да биде здрава. Сите тие пестициди си имаат начин како се употребуваат. Ако земјоделците си се придржуваат до упатството, тогаш не е проблем, нели, нема да останат вишоци и така натаму. Дојде у денешно време такво време да ние не можеме баш на секому се да му веруваме, нели си поставуваме секојаш прашање и за квалитетот и на лековите и на се. Така. Меѓутоа, сега па ајде сите да се претвориме во земјоделци. Може ли да си одледуваме сите своја храна? Па да тогаш можам само да бидам јас сигурна дека тоа е, нели, здрава. Или... Имаше некој кажуваше века си одгледувам свој компир. Па да. И тргнав така, ми го изеде златица кога ми кажа што се треба да се стави. Така. Нека одат да одгледуваат да видат како е, па дали ќе може да произведат здрава храна, така? Значи, одредени некои работи, болести, мора сепак да се третираат, ама многу е битно со што се третира, како се третира, дали тоа е правилно или не е правилно, нели? Значи, самиот состав исто така делува за една храна, колку е здрава, така? Што содржи таа? Сега, гравот, некако, сите ние го викаме, она, како малце храна за сиромашни луѓе, нели? Така, Поново е модерен. Па, треба да биде модерен, заради тоа што тој содржи многу повеќе протеини од оние храни што не се месо, да. Нели? Содржи протеини доста. Од друга страна,
значи на некој начин го заменува месото. Од друга страна содржи многу витамини и минерали, значи ја заменува салатата и се прави еден добар баланс. Не за џабе во ЈНА, во војската бил честа храна, бидејќи тие биле физички активни, а он бил извор на протеини. И сега, значи... И не мора, значи, скапо да биде секогаш. Па такви храни има многу, нели? Може да комбинираме она што ни е тука, што ни е локално. Зошто јас сега да плаќам, не знам, ананас или не знам што. Сега, да не бидам погрешно разбрана, значи, наши овошја не се доматите, бананите и мандарините, портокалите. Меѓутоа, тие уште од јако сум била мала, не знам од кога, се присутни тука на пазарот и ние историски сме израснале со тие две овошја, така што е најнормално да ги конзумираме тие. Јако, па не знам, ги јаделе нашите баби. Ма дајде, смоквата има тука. Некои такви овошја, значи, може да се користат. Не е проблем, нека се пробаат и овие новите странските, ма внимателно првиот пат. Но не мора да се инсистира да се создава она златна треска, нели? Таму има злато, ајде ќе копаме. Аронија, многу здрава, сите посадија. Сега сливите јаат така. Ама не, и сега више спадна тоа, сега луѓето немаат на кого да ја продаваат аронијата. Да, и тоа се малце нели тоа делува и на пазарот исто така. Сепак некој вложил да направи насад. Значи не треба така баш стихино да се настапува, многу работи се здрави. Така. А исто така многу добро беше тоа, ако баба ми го јадела, шансите дека мене ќе ми создаде проблем или алергија се помали. Треба, значи, да размислуваме што јаделе нашите баби, тоа во генот наш остава Па имаме веќе, нели, историски гени за такви ензими што треба да ја обработат таа храна. Историски записи. Така што се што е локално, во принцип, е добро и здраво. Ако можете, например, сега тоа да го добиете од некоја средина во Македонија кај што не е загадено, ќе биде уште поздраво. Да. Ако таму и живее ваш вујко Чичко, па знаете дека како го одгледува, нели непрскано, уште поздраво. Ама не може секогаш. Затоа ќе пробаме да и веруваме и на науката во делот на она што го зборувавме претходно, дека треба да биде контролирано производството и дека треба да се внимава. Некогаш ќе добиеме домат од комшијата, ама некогаш ќе мораме да го купиме од друго место. Да, и тогаш најсигурно ако е тоа декларирано од сериозна фирма која има масовно производство, она не би лажала, нели? Значи тој производ е деклариран дека содржи тоа и нема тука лажење. Така. Ќе завршам со една женска тема, затоа што еве вака се погодивме женски муабет да направиме за земјоделие. Мислам дека одамна не било тоа случај. Колку се жените заинтересирани за земјоделие, за земјоделство, имавме интересен пример на жена која што вели цел живот сум директорка, имам своја фирма и некаде околу 50-та година одлучив дека ќе одам да садам овошки, супер. Беше задоволна дека и вика ми се отвори животот, ми се подобри, рано си станувам, си работам и така натаму. Меѓутоа, колку се жените заинтересирани за земјоделството и колку се е признаен нивниот труд, затоа што имаме многу примери каде што жени работат земјоделие, работат на нива, меѓутоа како да никаде ги нема ниту во имотните листови, ниту во плати некои да добиваат ништо. Добро, тоа зависи нели од други социолошки, културолошки фактори, како да ги наречам, дали ќе добијат земја на нивно име или не, нели? Се поместува и таа граница. Да, денес апсолутно. сосема е окей како се одвива тука напредокот. Се заинтересирани жените, да речеме и кај нас голем дел од студентите се женски. Женските секогаш имаат малку една друга визија. Они се тие можеби што први го фаќаат напредокот, па ја ќе работам негде у лабораторија, на фино, нели? Негде можеби ете некој инспектор и така. Машките кои доаѓаат, не знам дали баш имаат чиста визија, ама мислам сите во принцип очекуваат дека еден ден можеби ќе имаат некоја таква административна работа. Ретко кој во суштина доаѓаат на земјоделство за административна работа. Па, нели, негде да работи нешто такво. Значи, ретко кој што доаѓа да учи уште во старт, вика, јас сакам да одам на поле.
Да работам Ама на не поле. е само поле, вие сте и за храна, значи се Така што де, значи, тоа дали на опфаќа. поле или конкретно во лабораторија, некоја Компанија иновативна може. компанија е така. Значи, они е, е, мене многу посрекна би била јас кога они би имале јасна визија уште во старт дека они сакаат да си отворат бизнис земјоделски. Дали тоа ќе биде цвекара? Бидејќи мене имаме градинарско цвекарска да. Дали ќе биде рибник, можеби. Што и да е. Производство на, не знам, еве, граф. Кога они би ја имале таа идеја уште во старт и да имаат визија дека ќе се финансиски насочени да вадат пари од земјоделството и да не зависат од никого, тогаш они и веројатно многу повеќе би слушале на предавања, би поставувале такви прашања, би можеле да развиеме дискусија, би пребарувале литература, би се консултирале, нели? Да, може ќе се пренасочат после, ама барем со интерес некаков, да почнат. Малку веќе добиваат некаква визија, веќе таму трета, четврта година, нели? Малку, ама во прва кога ќе дојдат, добро, мислам тоа е разбирливо. Друга работа, видете, на запад ретко кој студира веднаш после средно училиште. Таму најчесто децата после средно одат негде, малце ќе поработат, па ќе пошетаат, за да добијат сепак некоја слика што сакаат да студираат. Многу поретки се тие што одат директно, а кај нас е тоа правило. Сепак се тоа деца што се уште прилично млади и не знаат многу работи, нели, од животот, ама еве да речеме дека до 22. И често се повлијаени само од родителите, нели, ако така им велеле најди си сигурна работа и така натаму, а кога ќе ти се отворат малку видиците, затоа и ние таков предизвик ќе правиме со патување, друго размислуваш. И на запад оди да студира стварно тој што сака да студира. Го ставаат често пати родителите сам да си работи за да си ги плати, нели, студиите. Тука кај нас доаѓаат и деца и што не сакаат да студираат, ама едноставно немаат што друго да прават, можеби, или чисто ајде да пробаат. Мотивацијата е малку поинаква. Но, кај оние деца што се стварно мотивирани, е убаво да размислуваат, значи да си отворат свој бизнис. Нека биде во почетокот тоа нешто мало. Сте ги виделе какви джипови воз? Па да, можеби треба малци и ние да направиме некоја кампања за да почнат да не гледаат малку поинаку. Нели дека земјоделците друго работат и на друг начин живеат, а не она што им е сликата, нели, на сите. Веројатно тоа фали, малку да се Еве ова ќе помогне малку. Популаризираме, да. Да, иначе женските генерално ги фаќаат конците и за производство исто. И со она вертикалните јагоди која бе уште на времето, меѓу првите беа жени, па еве со салатите, се што е поврзано со градинарство. И вака како одиме по селата, први ќе почнат да прашуваат, ваква болест, онаква ми се појави што, нели, мислам, они баш се така љубопитни и вредни и се вољни да внесат нови технологии. Епајте, може ќе ги има повеќе, а имаат што да научат од вас како професорки. Многу благодарам за разговорот. Мислам дека она што е храна, па дури и новитети, особено што многу луѓе се збунети и сплашени од тоа, се надевам дека дел од прашањата ги одговоривме, секако, освен ако немате вие нешто плюс да додадете, што би сакале да го слушнат нашите гледачи кои што се млади луѓе кои што го следат светот. Да, кажавме, мислам дека има туку уште нели многу работи за дискутирање, но основното нека се ослободат од своите предрасуди за некои работи дека не се добри, па ако се сомневаат нека земат да прочитаат некои научни искажувања за тоа каде што стварно ќе веруваат, нели? Па после нека се изградат мислење дали тоа е здраво или не е здраво, дали е добро или не. Така и за сите информации треба за така да се пристапи. Така треба, да. Благодарам. Поздрав до сите што гледаат. Се надевам дека барем нешто ќе има ефектова. Фала ви многу и се гледаме пак.